На денешен ден, 13 март. – 1733 година роден е Джозеф Пристли, англиски материјалистички филозоф, физичар и хемичар. Ги откри кислородот, амонијакот, хлороводородот, сулфурната киселина, азот диоксидот и аглеродниот диоксид. Умре на 6 февруари 1804 година. 1741 година роден е австрискиот цар Јосиф II, син на царицата Марија Терезија и нејзин Салвадор од 1765 до 1780 година. 1781 година англискиот астроном од германско потекло Вилијам Хершел неочекувано ја откри седмата голема планета на сончевиот систем, која го доби името Уран. Ги откри двата од 5 познати сателити на Уран и на Сатурн. 1860 година во Словен градец е роден Хуго Волф, австријски композитор, представник на доцниот романтичарски правец. Најголемиот број клавирски композиции ги пишуваше на стихови од познати поети, првенствено од Хајнрих Хајне. Умре во Виена на 22 февруари 1903 година. 1895 година во Њујорк изгоре лабораторијата на пронаоѓачот Никола Тесла, со што исчезна огромната научна документација која тој со години ја собираше. 1907 година во Велес е роден Петре Прличко, доајен и еден од втемелувачите на македонската театарска уметност, актер и режисер. Беше припадник на првата генерација современи македонски театарски и филмски дејци. Сиот богат творечки живот го вгради во драмското творештво. До крајот на животот живееше од и со македонското театарско, филмско, радиодрамско и телевизиско творештво, оставајќи зад себе многобројни главни улоги. Умре во Скопје на 16 ноември 1995 година. 1969 година стапи во сила меѓународната конвенција за ликвидирање на сите облици на расна дискриминација. 1975 година во Белград умре Иво Андрик, еден од најголемите писатели на поранешна Југославија. Освен песни во проза, ги напиша и прочуените романи Мостот на Дрина, Травничка хроника, Госпојица. Добитник е на Нобеловата награда за литература во 1961 година. Роден е во селото Долац кај Травник на 10 октомври 1892 година. 1984 година во Лондон умре Арнолд Ридли, еден од најпознатите британски артисти. Познат е по улогата на војникот Горди во маратонската 9-годишна ТВ серија Татковата војска. Ја напиша комедијата Воз на духовите, како и околу 30 на театарски дела. Роден е во 1896 година. 1993 година во Скопје умре Петар Мазев, македонски академски сликар, еден од најпознатите уметници на 20 век во Македонија, представник на експресионизмот во Македонија. Беше професор на факултетот за ликовна уметност во Скопје и член на групата Мугри. Меѓу најзначајните дела се Манастирски пејзаж, Презреано жито, Црвена арабеска, Жена и други. А од мозаиците најпознат е мозаикот во спомен костурницата во Велес. Роден е во Кавадарци во 1927 година. 1998 година во Скопје умре Бошко Смаќевски, македонски писател. Од неговото обемно книжевно дело ќе споменеме неговата прва книга поезија Мајски звончиња, објавена во 1959 година, и последната Лето Господово, Лето ѓаволово, поезија, објавена во 1998 година. Роден е во селото Модрич, Дебарско, на 18 септември 1938 година.